Интензивно се работи на проширување и реорганизација на транзитниот центар кај Гевгелија. Целта е условите за бегалците кои зимава ќе транзитираат одовде да ја добијат неопходната помош. На проширениот дел од денеска активно се работи на поставување на новите 20 шатори. Се превршува подигнатиот шатор за детска градинка, односно во истиот ќе се сместат децата кои досега ќе користеат двата помали шатори на УНХЦР како детско катче. Тој покрај тврд пот. Деновиве ќе добие изолационен систем, но најважно од се затоплување. Не само овој шатор, се очекува топлина да се почувствува и во останатите шатори. На транзитниот центар кај Гевгелија се поставуваат нови трансформатори со цел подобрување на електричната енергија, соодветно на тоа и затоплување на шаторите каде секојдневно поминуваат илјадници бегалци и транзитираат кон север. Од Центарот за управување со кризи ќе настојуваат не само сега, туку и во иднина да се овозможат сите неопходни мерки за успешно справување со бегалската криза. Со доуредувањето на привремениот транзитен центар, дел од содржините кои што беа планирани тука внатре во самиот пресуден центар, кај што сме тука сега и позади нас, се префрлуваат малку понапред заради самата безбедност пред се на институциите кои работат и пред се и на мигрантите. Додека не се вклучи комплетно струјата во тие шатори и воопшто во привремениот транзитен центар, имаме донесено препорака од страна на управачкиот комитет да се постават оние грени тела на плин, односно печорки, кои што ќе бидат соодветно заштитени со соодветни помагала за да не дојде до евентуално запалување. Се надеваме дека во прв момент ќе помогнат за решавање на таа ситуација. На само 1 километар од прифатниот и транзитен центар кај Гевгелија е границата со Грција. Пред каменот 59 веќе е поставена подвижната ограда со цел полесен проток на возовите на релација Солун-Скопје. На грчка страна нема економски мигранти, но автобусите со бегалци постојано пристигнуваат. Грчките медиуми и денеска пишуваат дека економските мигранти кои пристигнуваат на нивна територија се со надеж дека одлуката на Европа ќе се промени, а со тоа и тие без проблеми ќе заминат кон западноевропските земји.